Помина непол месец и ние се наоѓаме повторно во друштво на шестата генерација на Корса. Ја знаеме како изгледа, но не смееме да ви ја покажеме, а денеска сме повикани да ги почувствуваме динамичките својства кои ги нуди шестата генерација на Корса. Поставена врз основа на Peugeot 2008. Германците добија автономија што се однесува до дизајнот, но и до некои технички детали кои би требале да бидат задржани во име на имиджот на германската марка. Но Opel Corsa во финалната верзија ќе ја возиме дури за 1,5 месец, а до тогаш да видиме што може да се очекува кога ќе дојде таа на пазарот. Шестата генерација на Opel Corsa треба да ги го измени воопшто имиджот на Opel во сегментот Б. Досега Opel беше познат по германскиот приод на правење на автомобилите. Тоа значи дека имаше одредена крутост и цврстина во управувањето, во сите механички склопови, но и во филингот кој го има возачот зад управувачот. Со шестата генерација, со нејзиниот прототип, успеавме да поминеме нешто повеќе од 180 километри и да добиеме една представа каква би била финалната верзија на Corsa 6. Во оваа мината километража можеме да издвоиме неколку сублимати. Пред се, Corsa веќе не е типично германски автомобил. Зошто? Затоа што таа многу има помека амортизација, помеко реагира на управувачот и целиот склоп делува некако по-француски. Бидејќи е поставена на основа на Peugeot 208, Corsa мораше да поднесе неколку компромиси. Пред се компромисите се во возните својства. А понатаму ќе видиме дека во дизајнот Corsa има своја автономија и свој пристап во решавањето и на ергономијата. Кога сме кај ергономијата, мора да кажеме дека седењето е многу подобро отколку во било која генерација на Corsa. Поради новите димензии, новата Corsa е пониска за 6 сантиметри, има иста должина и иста ширина. Уствари нешто ширината е поголема. Па затоа, поради ниското тежиште, спуштено е тежиштето и на седиштата, посебно на предните седишта за 3 сантиметри, па се има многу подобро чувство за управувачот како се движи автомобилот и како треба да се реагира. Ќе повторам, ова е предпродукцијски модел, а до класичното производство Corsa ја делат уште неколку месеци, па затоа ќе има и многу повеќе дотерувања на сетинзите, не само на подпирањето, туку и на управувачот. А кога сме кај механичките склопови, неизоставно е да се спомене моторизацијата. За сега Corsa ќе има два мотори, бензински и дизел. Бензинскиот е од 1,2 литри, трицилиндерски со турбополнач, но тој ќе има верзии од 75 па дури до 130 коњски сили. Додека дизелот ќе биде само еден, од 1,5 литри. Значи во Opel преживеа дизелот и тој има иднина. Што се однесува до 1,2 литарскиот турбобензински мотор, тој работи малку погласно отколку што очекував, а оние класични вибрации кои се јавуваат кај трицилиндерските мотори како да се пригушени. Исто така Corsa има интересни решенија на инструмент таблата
додека останатите внатрешни елементи се покриени и нема што да кажеме за нив. Мислам дека Корса, бидејќи ќе се произведува само во изведба со 5 врати, ќе биде интересна за пазарот, но бидејќи во предпродукцијскиот тест модел не може да ги отвориме задните врати, не може да добиеме впечаток колкави се тие врати. Но имам впечаток дека на задната клупа има малку простор, исто како што е кај Peugeot 208. Но за финалниот заклучок ќе почекаме неколку месеци кога ќе се соочиме со финалната верзија. Тест возењата ги извршивме на границата помеѓу Германија и Франција. Символично влегувавме од Германија во Франција, па се враќавме во Германија и така натаму. Тука може и да се постави прашањето дали Корса е се уште германски автомобил. Финалниот одговор ќе може да го дадам за неколку месеци за да бидам објективен. Но првите впечатоци се дека Корса почнува полека, но сигурно да збори течно француски.